Последни вести денеска, добро вечер. Одземен пасош и забрана за работни активности поврзани со кривичното дело. Вакви мерки и изрече кривичниот суд на председателката на антикорупцијска Татјана Димитровска. Таа попладнево беше изведена пред судија на претходна постапка, откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција предложи мерки на предпазливост за неа и за уште две лица, кои се сомничат за вмешаност во случајот Адитив. Димитровска се сомничи за оддавање државна тајна, потврди од обвинителството. Како службено лице, председателката на ДКСК од месец мај до месец декември 2024 на неповикано лице, обвинето во предметот Адитив, на друг начин му сторила достапни податоци кои Законот за спречување корупција и судир на интереси, како и членот 289 од Законот за кривична постапка, представуваат службена тајна. Таа преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му давала податоци на обвинетиот за поведени постапки, за отворање предмети против сега обвинетите правни и физички лица во предметот Адитив и одлуките по истите, како и податоци за проверка на имот и неговото семејство. Со своите действија таа открила податоци што согласно закон се сметаат за службена тајна и чие откривање може да има штетни последици како за службата, така и за постапките што се водат пред обвинителството, наведуваат од ОЈОГОК. Случајот Адитив се однесува на местење тендери во РЕК Битола и РЕК Осломеј, а меѓу обвинетите се и екс-директорот на СМ Васко Стефанов и неговиот претходник Васко Ковачевски, кој се наоѓа надвор од државата. Таравари не смета дека излегувањето на Алијанса од вреди е причина и за напуштање на владата. Сепак, вели дека доколку премиерот Мицкоски процени дека тие повеќе не се потребни во владината коалиција, тој е подготвен и за заминување во опозиција. Доколку тоа се случи, без петте пратеници на Таравари се доведува под знак прашалник Бадентеровото мнозинство во парламентот. Алијанса за албанците ќе излезе од владата ако премиерот смета дека не сме потребни. Арбен Таравари останува на ставот дека премиерот Мицкоски ќе го има последниот збор, дали тој ќе остане во власта или ќе оди во опозиција. Прашање што се отвори по превирањата во вреди, откако одлучи да оди со своји советнички листи за локалните избори. Потврди дека за ситуацијата во вреди ќе го информира Мицкоски на средба следниве денови, но во моментов не сака да дава прогнози, повикувајќи на трпение. Како политичка партија одлучиме да излеземе со сопствени советнички листи, исто како што одлучи и знам да излезе со сопствени советнички листи, меѓутоа да има меѓусебна политичка поддршка со ВМРО. Исто и ние понудивме на Влен. Гледам емоционални реакции од тоа што остана во Влен. Владата ја го прави премиерот. Доколку премиерот, јас сум разговарал со премиерот, повторно те разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба. Во меѓувреме, останатите лидери од вреди стануваат се понетрпеливи и Меджити и Касами деновиве му порачаа на Таравари дека секој што соработува со Дуи и Ахмети не може да биде дел од владата. Собранискиот спикер Африм Гаши, кој доаѓа од вреди пак на денешниот брифинг со новинарите, не сакаше да ги коментира состојбите во коалицијата и потегот на Таравари, бидејќи според него тоа е партиска работа, но кажа дека лично секогаш бил за обединување на вреди во една партија. Гаши информираше дека локалните избори ќе бидат распишани кон крајот на јули или почетокот на август, а во однос на турбуленциите во албанскиот политички кампус што се случуваат во пресрет на изборите, кажа дека досега нема најави за промена на статусот на пратениците од крилото на Таравари како посебна пратеничка група. Сепак собранискиот спикер не верува дека можното излегување на Алијанса од владината коалиција би предизвикало собраниска блокада, но останува неизвестно дали би се довело во прашање и Бадентеровото мнозинство на власта, ако Таравари премине во опозицијскиот блок. Сега за сега во собранието е статус кво во однос на нова распределба на пратениците, се како што било. Значи сите пратенички групи кои се формирале на почетокот на овој нов собраниски состав продолжуваат да работат. Ако имаме нови промени, ќе треба тоа официјално да го достават до службите и до мене, за да ги информирам потоа
другите пратенички групи и пратеници. Во моментов немаме нова ситуација. Гаши на брифингот со новинарите најави дека на наредната пленарна седница на 29 април се очекува на дневен ред да се најде интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, што ја поднесе Левица. Третиот коалициски партнер во владата, Движењето Знам, е против алијанса на Таравари да остане во владата, доколку тој има каква било соработка со ДУИ. Ова во вечерашното само интервју го посочи Максим Димитриевски. Тој не ја отфрла ниту можноста за предвремени парламентарни, доколку се постигне консензус за ова прашање. Стабилноста на мнозинството во ова влада е коалицијата Знам. ВМРО ДПМН ја гарантираме со 64 пратеници плюс дополнително пратениците од Влен, кои што исто така учествуваат и се составен дел на онаа власт, многу поискрено и поодговорно ќе биде од страна на колегата Таравари, бидејќи до вчера беше градоначалник, можам да го наречам така, да излезе пред јавноста и да соопшти, да ја информира какви планови има, доколку смета дека треба да биде составен дел на тие кои што ги креираа проблемите, тогаш нема да биде прв пат, но како и да е, ние ќе продолжиме да функционираме и да работиме. Што се однесува до предвремени парламентарни избори, за тоа одлучува парламентарното мнозинство, доколку имаме консензуси по тоа прашање. Знам е секогаш подготвен да оди на избори. 40 дена од трагедијата во Кочани. Истрагата за несреќата денеска беше во фокусот и на седницата за пратенички прашања во парламентот. Опозицијата бара одговори и обвинува за селективност во истражниот процес. Од власта пак велат за прв пат осомничени се актуелен градоначалник и член на владата, што било невозможна мисија во времето на СДСМ. Ширењето на истрагата со децении наназад е само обид да се задоволи јавноста за сметка на откривањето на директните виновници за пожарот во дискотеката. Дали свесното и тенденциозно разводнување на истрагата е со цел да се попречи правдата и да се заштитат актуелни функционери кои се директно виновни за непосредните причини за пожарот. И до ден денеска се уште ВМРО ДПМН е под прогон на обвинители и суди од времето кога СДСМ ги бираше. Издржавме. Па и затвор е за мажи, а Бога ми во нашиот случај и за жени. И знам како е. И не треба сега многу да се паничиме. Ако јавниот обвинител, господин Тречудовски, одлучи дека треба да одам во затвор, ќе одам, а јас тие, како председател на владата, што ќе ги одреди јавниот обвинител дека треба да се приведат, заедно со министерот за внатрешни работа, ќе ги вадам за уши. Монтажните бараки поставени на територијата на општина Карпош се целосно законски изградени и ги исполнуваат сите пропишани стандарди, вели градоначалникот Стефчо Јакимовски. Според него, пресудата која што ги оценува овие објекти како нелегални се темели на фалсификувани документи, за што ќе биде поведена постапка. Јас ова нема да се смирам. Мора да одговара тој што ги правеше фалсификатите. Јас криминалец не сум. Цело време сакат да прикажат дека се работи за диво изграден објект. И внимавајте што направиле. Не можејќи во тоа да најдат доволна подкрепа, направиле фалсификат, мое барање со подпишано од факсимил. Како го констатиравме тој фалсификат? Јас знам дека такво нешто никогаш не сум подпишал. Зошто? Зашто легализацијата на објектите е за изградени објекти до 3.3.2011. А овие бараки се изведувани 2012, крај 2013. Дали сум ја чукнат во мозокот да поднесам барање за легализација за објекти кои се изградени покасно и кои законот тоа не го дозволува. Толку во вечерните вести. Пријатно.